во Кочани се уште траат тензиите за трагедијата во која загина 59 лица, над 150 се повредени. Мирниот протестен марш по Пладнево излезе од контрола кога дел од учесниците прво го демолираа кафулето на собственикот на дискотеката, а потоа и неговиот автомобил. Се упатија и кон општината и кон домот на градоначалникот. Таму е Игор Манасиевски. Игор, каква е во моментов состојбата? Така побесевуваме од улицата каде што се наоѓа куќата на собственикот на дискотеката на смртта, ако може така да ја наречеме. Тука завршија граѓаните по оној марш што го има низ Кочани, и ако може и камерата да долови, тука беа пречекани со две комбиња, практично е блокирана уличката каде што се наоѓа куќата на собственикот и со доста полициско присуство. Не е дозволено на граѓаните да се приближат до куќата. Тие тука се собрани од пред некое време, тука стојат пред комбињата, полека се разотидуваа, но се уште има тука останати во кои што нивниот бес и нивниот револт не може да го доискажат и се тука да побараат некаква правда. Денеска овој мирен марш започна од пред плоштадот, но некако набрзо излезе од контрола со неколку инциденти. Предлагам кусо да погледнеме атмосферата како беше, што ја снимија денеска нашата колешка, го следеше цел ден овој настан Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Тоа беше дел од атмосферата, од маршот, од инцидентите кои што тука се случија во Кочани, од оној бес, од оној револт на граѓаните, на кочанчани за изгубените 59 животи. Мирниот марш започна од плоштадот, се упатија пред општината каде фрлаа и со јајца и со камења, потоа се упатија пред полициската станица каде што ги снимивме нивните изјави каде што да го изразат својот револт. Предлагам кусо да ги погледнеме. Бараме некој одговорен, да дојде да ја преземе одговорноста. Ние не се тргаме од тука додека некој не дојде да си ја земе одговорноста. Така ли, момци? Така е. Че бараме одговорност. Зашо нема никој? Господи, зашо нема никој? Не. А каде е градоначалник? Цел свет нека знае дека од Македонија покорумпирана држава нема. Нема. Каде се децата што се борат за живот? Зашто? Живи си да изгорат таму. Имам едно прашање. И тие живи што изгореа. Имам едно прашање до цела Македонија. Зошто у Пулс не е дојдено инспекција 20 години да провере дали има план кога дојде, не дај Боже, потрес, пожар. Е така, затоа што се е корумпирано. Колку пари за мал нека каже? Нека каже на овој народ тука на целиот. И полицијата нека преземе мерки. На сите нека каже. Нека преземе мерки за сите тие. Колку парички за мал за сертификат да лиценз? Сите взимат пари. Така, во потрага по правда, во потрага по сатисфакција некаква денеска, групата се упатија и кршеа, го демолира практично кафулето кое што во истата собственост на истиот собственик на дискотеката Пулс, и тоа кафуле практично целосно го демолира за да го изразат својот револт. Исто така се упатија и кај куќата на градоначалникот каде што фрлаа со камења и побара објаснување да излезе пред нив. Подготвивме прилог за оставката на градоначалникот, тој се обрати преку социјалните мрежи. Премиерот Мицковски во своите изјави го бранеше дека не била воопшто негова одговорност за целата состојба, така да предлагам да го погледнеме и тој прилог.
По незапаметената трагедија, градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов за прв пат се огласи на социјалните мрежи, објавувајќи дека поднесува неотповиклива оставка. Папазов пишува дека до тој момент не се огласил поради шокот и тагата кој ги доживел. Според него тој својата работа ја вршел честно и посветено и ги повика институциите да постапат доколку сметаат дека има основ за негова одговорност. Барам од сите надлежни институции да ја испитаат одговорноста на сите инволвирани. Непостапувањето е исто така одговорност. Мора да се истражат сите детали, да се најдат сите пропусти, а сите лица што придонеле кон оваа трагедија мора да одговараат. Јас се ставам целосно на располагање на институциите, иако според закон немав директни надлежности во овој случај, подготвен сум да одговорам на сите прашања за се, како и за моите лични постапки. Напиша Папазов на Фејсбук. По насока на јавен обвинител, Папазов вчера бил повикан на информативен разговор. Информираше министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој посочи дека доколку биде утврдена вина, ќе биде соодветно постапено. Градоначалникот на Кочани во текот на вчерашниот ден беше повикан во својство соодветно и беше извршено со него соодветен разговор од страна на Министерството за внатрешни работи по насока на јавен обвинител. Доколку биде утврдена било каква вина, не само против него, против било кој, ќе се превземат соодветни постапки. Премиерот Христијан Мицкоски оставката на Папазов ја оцени како доблесен чин, а според него тој во случајов немал никаква одговорност. Градоначалникот без никаква одговорност, ќе повторам, е доблесен и поднесе денеска оставка, бидејќи ништо не зависи во овој случај од него. Тој е објект согласно закон за легализација на дивоградби. 99-та и 2014-та година објектот прво е добил дозвола за градба, а 14-та е дооформена таа парцела. До милиметар одговара согласно закон елаборатот. Општината има ингеренции во делот на комуналните инспектори да проверат ако има тараса дали е соодветно на елаборатот. Сограѓаните од денешниот протест во Кочани испратија критики до градоначалникот за неговиот речиси 24-часовен молк по трагедијата и побараа правда и одговорност. Значи не е само да се даде оставка, треба да се тражи правдата, одговорноста. Не со една оставка обична не може ништо се реши. Во оваа ситуација неговото обраќање дека е важно точно, но никој не е засегнат од неговото обраќање, бидејќи овие жртви и овие фамилии кои се во болка и во тага, во моментот е потребно само Божја помош. Љупчо Папазов, инаку кадар на ВМРО ДПМН, беше избран за градоначалник на Кочани на 8 ноември 2021 година. Иако до моментот на трагедијата неколку пати беше најавено дека тој ќе се обрати до јавноста, тоа сепак не се случи. Така, за крај само за одјава Кусо само да кажам дека кочанчани ги потресе денеска уште една вест, а тоа е смртта на возачот на брзата помош кој цела ноќ практично ги пренесувал децата, жртвите до до објектите на болницата. Игор Манасиевски за протестот на жителите во Кочани.